3 милиони евра за тендери за информатички услуги во последниве 10 години и 14 IT лица на раководни позиции не беа доволни фондот за здравство да се одбрани од хакерите, за кои се уште не знаеме дали им било платено за отклучувањето на податоците. За една деценија фондот преку 14 тендери потрошил милиони за изградба и одржување на системот, а воедно болниот директор на секторот за информатика под себе има 13 раководители. На IT директорот му одговараат 4 шефови кои водат оделенија за хардвер и системски софтвер, електронски здравствени картички, проектирање, програмирање, аналитика, дијагностичко сродни групи и трезор, како и офицер одговорен за сигурност на информациониот систем, покажува систематизацијата на фондот објавена на сајтот. Овие пак раководители им шефуваат уште на најмалку 10 информатичари. Гаранција за безбедноста на податоците во системот нема, а според поранишниот директор на Фондот за здравство Ѓорги Тренковски, системот располага со доверливи информации на граѓаните, за кои секако некој сигурно треба да понесе одговорност. Според него, за челници на вакви битни институции треба да се постават квалитетни лица кои знаат како да раководат и да не потфрлат во ниту еден сегмент на работењето. Апсолутно несериозно е да не се заштити овој систем и да имаме можност од хакерски напади, така да се согласувам дека одговорноста е секогаш на челните луѓе или на челното лице на ова институција, така и во моје време, така и сега, така и не е само во Македонија, туку и на секаде низ светот. Иако фондот располага со стручен кадар, последниве 2 недели IT тимови од странство работеле на враќање на системот, за кој јавноста остана покуса за тоа колку наплателе од џебот на граѓаните, бидејќи директорката Магдалена Филиповска-Грашковска смета дека тоа е доверлива информација, а другиот директор Фатон Ахмети е на службен пат во Америка. Истрагата треба да покаже дали хакерите го дале клучот за пари и колку тоа чини, како и тоа кој е главниот виновник за сајбер криминалот.